На песокот. Добар ден. Се слушаме? Супер, здраво, живо. Како беше она ни открита гостинка? Да, сори. Да. Здраво, живо за сите оние кои што и денеска се заедно со нас и ова попладне одлично ќе поминеме, знам. Ќе биде ова едно интересно интервју, се подготвив убаво, мислам дека ќе ми одговори на сите прашања, секогаш била таква, значи отворена, искрена, затоа си ја сакам многу. Затоа ја Сара Мејс. Никој како Сара Мејс, ова попладне на Телма. Кај си, чекај, демек да станеме, да се поздравиме вака официјално. И бакнеш и прегратки. Кате кај тебе секогаш задоволство, ама најреално. Не го викаш ова кај сите, така? Не го викам кај сите. Добро. Не се смеам кај сите. Добро. Кај некој сум намрштена. Многу сериозна? Сара. Не знам до толку, ама после одам дома и плачам. После интервју плачеш? А вака после кај тебе кога одам дома сум среќна. Одам дома и им се дерам на децата. Среќни ќе бидеме после ова интервју, тоа сум сигурна, заради тоа што најбрзо беше Катерина Тодеска Спасич, затоа што имаш еден тизер само за најава на новиот спот и ја одма се јавив. Сара, можеш у среда? Нов спот, убав е. И не дека е тука, ви викам дека ова дело на Сара Мејс и Роберт Билбилов, така, ќе биде нешто што ќе биде хит. Нешто слично по мене на Врне. Фала ти највеќе, дај Боже. Ти не мислиш така? Па мислам, Какво е чувството кога некој прави музика, нели? И секоја очекува нешто. Односно, не знам, со луѓе сум прашувала, немаш ти да знаеш како се создава хит, пошто ако знаеш, сите го знаевме, сите ќе правевме хитови. Ама и не, самиот процес на создавање, барем тоа што ме води мене, не е да создадеш хит. Добро. Туку во моментот на правење да го кажеш она што ти лежи на душава, нели, да преточиш твојата емоција во песна. Сега, после тоа, дали луѓето ќе го препознаат, дали ќе им се допадне, после тоа само се надеваш дека луѓето ќе се препознаат во песната, дека ќе им се допадне самата тематика, текстот, можеби ќе се поистоветат со истата и едно од најважните работи кога е музика во прашање, а не толку текстот, да речеме, дали ќе ги завајба, дали ќе ги тера да се движат, да им биде убаво, да посакуваат да ја чујат пак и пак. Така е, да. Она што многу е важно да го кажеме, да нема сонце ќе можам, да нема вода ќе можам, да немам никој ќе можам, но без него не можам. Кога му ја пушти на Димитар Шореча, мора да за некој друг, не е ова за мене, така? Да, имаше малку дилема, се мислеше, се думаше. За мене ли ја пишуваше? Викам, жими се, вака со незатворени прсти, види, гледај, погледни. Добро. Да, од каде инспирацијата? Веројатно е некоја раскажана приказна. Димитар ми е еден од најголемите критичари, мислам, не само негативни, туку и позитивни. И искрено многу верувам на неговиот суд и многу ми е важен неговиот суд. Оваа песна не е од преска, нели? Инспирацијата дошла и од некое друго време, можеби во животот поназад. И сите парови, јас и Димитар, верувам и нели сите луѓе немаат една рамна линија каде што цело време име убаво и цело време сметаат дека тие се тие, еден за друг се и дека тоа ќе биде завршена приказнава, среќни сме, нели? Туку има некаква амплитуда која што вибрира и те тера во дадени периоди да се чувствуваш на дадени начини, каде што тие точно емоции ни се нас најголема музика. Супер. Во студио како беше со Роберт Билбилов? Нешто ми раскажа, ќе раскажеш вака јавно. Како е кога двајца, како да кажам, автори си го бранат авторството? Еве за оние кои што знаат што како тоа изгледа во процес, нели? Процес.
Јас Роберт многу го сакам и многу го почитувам како еден продуцент, голем, великан, како еден автор кој што оставил многу творештво, многу авторство, многу песни кои што се слушаат и до ден денес, се слушали и некогаш продолжува да прави нови. Сега Роберт има карактер. Така. Исто така и јас... И Сара има карактер. И јас имам, значи јас ќе знам исто така да се фатам како слеп за стап кога ќе донесам песна кај него, дека сега точно сум си замислила некои работи и нели она што ти го поврзав пред малку дека не е важна само текстот во песната, нели можеби повеќето слушатели првично го ловат текстот, но всушност тоа незабележливо од позади целиот тој вајб и целата таа музика и аранжманот е оној кој што те вози низ песната, нели? И ти ја прави таа, како да го наречаме, вожња, вајб, чувство. Ти влегува или ти влегува песната, така? Така што па имавме пар моменти кај што сме се двоумеле, односно јас сум сакала едно, он сакал друго. Но на крајот мислам дека и двајцата сме среќни со производот кој што го направивме. Негде ќе попушти он, негде ќе попуштам јас и стигаме до финалната цел. Така е, да. Две глави размислуваат подобро од една. Така е. А дури и Димитар ни се мешаше, така да три. Сериозно и Димитар се меша. Чекам, што знае Димитар за музика или знае? Покрај тебе научи? Јас баш верувам на неговиот суд, он е многу талентиран и многу ми значи неговото мислење. Просто што тогаш кога пиеш овдека, нели не сме ја и он нешто за пеење, само да не ми пее он. Добро. Али вака кога збори, кога кажува мислење, да мудрува е супер. Одлично. Што ти рече за писмало? Па го дели ли моето мислење? Уствари, прво, јас отидов кај Роберт со идеја за една друга песна. И на крај кога прокопавме во моите демоа, свативме дека прва ќе биде ова. Така што, не знам, ние бевме коментарите и критиките тогаш беа за таа другата, дека е супер. Оваа некако толку брзо влезе у фурната, се испече што ни немаше време баш за коментари. За коментари, да. Ајде да го погледнеме цел спот, па се враќаме со муабет пак. Станете на целно. Јас не знам дали можам веќе ова да го правам наискрено. Се кршиме и јас и ти. Мислам, се е убаво за убавото, ама не ми е убаво вака. Кога ти крвари душата, знаеш? Уствари, не знам дали знаеш. И не враќај на Voice of the Mall. Во наредниот живот може ќе се најдеме. Здравје, реинкарнирани во... Нема везе, ај. Да нема сонце, ќе можам, да нема вода, ќе можам, да нема никој, ќе можам, но без него не можам. Пробувам сама на себе, да си објаснам не е за тебе, но џабе е се кога срце не слуша. Што ако е убав? Што ако е убав? Што ако е убав? Да нема воздух ја дишам, да нема ноти ќе смислам, да нема ништо ќе можам, но без него не можам. Пробувам сама на себе, да си објаснам не е за тебе, но џабе е се кога срце не бира. Што ако е убав? Што ако е убав? Што ако е убав?
Ти се свиѓа? Ну, да, сија. Браво, Зара! Мене ми е убаво. Се надавам, да. Убав е, да. Да. Се надавам и на вашите гледачи им се допаѓа. Да. Сега, првиот предизвик. Мислам дека ти се снајдеш одлично. Да. Играме на лути за човече? Гледај савак. Пошто те гледам на тие што ги правите риловите, така? Ајде, добро. Тоа си е како Наполеон, или 3-4 работи во исто време. Значи Добро. во исто време шеташ куќа, во исто време чуваш дете, во исто Така време. живеам јас. Така да, нели? Заедно со Димитар и све. И сега ќе пробаме да се обидаме двете заедно, да играме во исто време на лути со човече и да одговараме на прашања. Јас ќе прашувам, а ти ќе одговараш. Видиме Ајде. дали ќе се снајдеме, може? Ехе. Сакаш со црвени или со какви? Може да ми дадеш во другата рака нешто да жонглирам, лесно е. Реално. Име може тенисот и едно топче ако имате. Не, ќе најдам, стварно не знам. Ајде. Се сизаш? Какви Да. сакаш, црвенки или други? Со Роберт имавме една вежба за полифоничар, демек дали може Добро. со едната рака да црташ као триаголник, а со тоа другата знаеш дека тоа е со едната тесна крука, со другата, интелигенција. да, Да. со едната крука, со другата да црташ квадрат. Што ќе правиш со оваа? Вака ќе Ајде, правиш со пробај. оваа. Со оваа ќе играш, а со оваа нешто прави. Чекај, јас кои ми доаѓаат мене? Топче ми треба да ми даш, со да плави. жонглирам. Еве ти. А, не смеам да стана. Не смееш. Врзана сум. Ќе го држиш за тоа ако столов. сакаш да станеш. Чекај. Еве ти. Ајде. Ајде. Шеска ќе чекаме или ќе почнеме одма да играм? Па како сакаш? Добро, јас ќе прашувам. Значи ти Добро. ќе треба во исто време да играш. Да, едно топче позади тебе? Сериозно? Да играм не лути се, да ти одговарам на прашање и да Точно, жонглирам. и да жонглираш. Готово. Ајде, 3 во 1 да видиме. Ајде, само да почнем со не лути се, во и ќе фатам овако. Добро, ајде оди 2, не чекаме. Ајде раскажи ми додека играш за експериментот по хемија. Толку. Слушаш? Експеримент по хемија со памукчиња. Ау, не бе, не, ти стварно сум рекла за тебе и пак ќе кажам, значи Ајде, поспремна еден, ајде. жена водителка, краљица не Значи постои. да, ајде, Марија, што правевте? Значи, експеримент по Шести хемија. пак, вика можеш. После Да. шеската, да, Да, е да. супер, се докажав, е Да. многу јака сум, немам што да Раскажи кажам. сега, Наполеон знае. Многу добро беше, си ја запалив, Два, три, сега ова нема да е четири, смешно уствари, Не е овде мора, смешно сега. зашто Да. Македонија гори у моментов и Точно, ама дечки, тоа беше само апел, чувајте експеримент. се, да. Ние имавме еден неуспешен обид, односно јас имав и сега Добро. на Марија да ми помогне да изгасиме, зашто се потпали стварно од оздоле зградава. И, абе, не кради шо преш? Абе, тебе ги шо крадам? Што си лошка, бе. Абе, ја пак сум, нели, значи разговори, играње, девојче, Добра. што ти е? Добра. И ништо, дојдовме со песок, со вода, гасевме, угасивме се, спасивме, иначе беше малце и да загинеш малку, ке се Ке се спасиш. спа. Не е смешно ич. Не е Добра. смешно сега таков е случајот, ми е Да. непријатно да се смеам за ова, Добра. пошто Добра. Слушај сега. засегнати сме, да. Ова во едно интервју сигурно не било. Значи, кој ти е среќен број ствари? Ама ти си наред, девојче, ке Наред играш сум, или што извини, сега јас Наполеон, да ти не правам сум. интервју? Едно само. Ајде. Што викаш? Кој ти е среќен број, си кажала во некој интервју 13,5 на зизање веројатно. Кој ти е стварно среќен? Сите ми се 6 ако фрлиш зборови. еднаш. Така ли? Да. Сите броеви мене ми се среќни. Абе играш со моето. Наполеон една. Врати овде бев. Значи ти доби 6 и 6. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Па, Гледаш извини, колку сум вака, ама фина. чао, пријатно. Гледаш колку сум фина. Гледаш? Добра. Да, малце ми е жал што те бутна. Гледај сега. Значи, не знам дали знаете дека Стара Меиз во основна сакала да биде председател. Да, да. Ајде, кажувај. Посакав да бидам јас првата жена председател, ама тоа И? веќе не може. Сега можам да бидам втората. Па не се радувам. Ама чекај, и Така жена уште ти стои председател таа треба. желба? Па искрено не. Не? Не, зашто сега искрено да ти кажам, јас со музикава едва се справувам со нервозиве што ги што ги јадам низ процесот. Нема да треба цела држава да водам, значи од срце ќе ме стегне за Колку ми 2 треба? дена, 1, мислам 2, дека. 3, 4, 5. Така видиш. А ти си броиш за да ме бутнеш, извинјам, ама пред мене 1, си 2, се. 3, 4, 5, 6. Чека да А изберам. пак си... 6, 1, 2, 3, 4, 5, Ти 6. у куќе ќе влезеш? Не бе, знаеш тука колку имам? 1, 2, 3, 4, 5. Слушај сега. Многу ја сакам Македонија и ја сакав да ги оправам работите, сакав Добро. да правда, нема мир, беше мотото. Мое, но сега Си уште. веќе птен не сум
не би имала такви амбиции. Добро, продолжи си. Ама си сакала да бидеш и балерина. Тоа уште сакам. Ајде 6 сум тука во куќа. Добро. Мислам, куќа влезе? Да. Ме Сори, победи, значи, шеска така. пак сум. Да, пак. Ево, извините, победи. Ете. Ој, многу си варам. Реков дека ќе играме до првото Чекај, вакво. аха, извини. Па да. Порачунај Значи до- Сара победи. Да, увелико. Добро, слушай си. Многу сакам балет, многу јас нели свирам во македонската опера и балет Добро. и сакам да ги гледам балетите, сакам да ги гледам балерините и Се обида балетаните. некогаш? Не се обидов, некако касно сватив дека тоа ми е преубаво нешто вака, ама да би сакала да бидам. А си сакала да бидеш и челистка? Ако се реинкарнираме во нема везе. А челистка дека си сакала да бидеш, тоа Кој не тоа знам. уште сакам да бидам. Челото ми е баш прекрасен инструмент и би свирала. Види, многу работи сакам јас да бидам. Добро. И би била, само проблемот е што нема време во глобала А вака. стендап комичар си уште сакаш да бидеш? А не. Не? Не, тоа Тоа ќе на оставам дизање. на На другива. Да. Добро. Си уште ти е умилен пијалак, јегер, а баклава од јадењава? Јегер да, се уште ми е омилен пијалак, а баклава да. До душа вчера Ива Красива ми прати едно, да ти кажам, као чизкейк здрав. Здраво, добро. Здраво, леле колку беше добро, со малини беше, мислам дека тоа ќе го сменам за баклава фикс. Парно, ќе го пратиш рецептот? Па ќе ја речам на неа да го прати, па ќе ти го препратам, зашто ја не го знам, јас само го добивам готово. Твој најдобар другар е Александар Сандре? Да. Он ти е сродна душа по другарство и музика, се дружите од многу одамна. Сандре, да, Сандре живее во Софија, Сандре е од Варна, варненец е. Така што знаеш, со годиниве некако се времево и животот, бубањот, малце прави контактиве да ги одржуваме. Се гледаме уште ние обавезно. Кога ќе отидеме во Софија го гледаме и он знае да доаѓа чат пат, сега до душа не бил сигурно 1-2 години најмалце. Интересира со Сандре, никогаш сте правеле муабет за односи Македонија Бугарија? За Не, тоа, Сандра е за многу политика неком, и да. му е гајле Сме правеле, она е многу Добро. отворена, многу неконфликтна личност, Добро. човек од светот и Уј, му е ставот, никогаш тоа не е, сме имале значи, она проблем. некој- да. Ставот му е дека имаш нормални и ненормални луѓе. И тоа е тоа. Така е, добро. Мислам- А Марија? Да оспоруваш на некој како се чувствува и Така тоа е. што е он и нешто што трае и постои многу време, треба да си малце. Малце луд. Да, исто така треба да си лути доколку исто така има луѓе многу што ме нервираат кои што зборуваат лошо против својата држава, односно да речеме македонци кои што живеат во Бугарија, односно се побугарчени како и да е. А пример незадоволствата ги кажуваат, јавно ги изразуваат. И знаеш, за мене тоа е како да буквално земеш сега и се плукнеш сам себе, заради тоа што тоа е дел од тебе. Тоа си ти. Тоа си ти. Тоа е како да збориш лошо за човекот со кој што си легнуваш навечер. А Марија, Се што тоа ние правиме луѓето сега? го Се правиме. знаете од 2 години. Ова е иста врста кој што гасавте пожар. Да. Марија во Србија. И она ми отиде во Значи, Србија. Варна и во Србија. И она ми А другарка најдобра сега имаш друга? Да, Илина. Стварно, Илина ми е Стварно? најдобра другарка. А најдобар другар ми е Атос и Димитар. Да. А ова малово друго, ново кутре, не ти е уште под кожа влизано. Леле, така. не ми е другар Тор. Значи, Тор ми ги искина сите мрежи по дома, сите перници, вреќата за боксирање, која што на Кирил му ја купивме и за 15 минути, ја и за го учам. Мора секое се кученце научи. си бара Така е. посветеност, Така е. љубов, внимание, време, така што му треба некој период за да нормално е сега го чешаат запчиња, сака да прави бели. Да. Ама не може, мора да му се поставам како мајка на него, не може да ми биде другар уште. Значи, Треба малце ќе да се почнем кладев да дека не си била ученик кој плачал на 5 минус и преполага. Да, тешка побалица. Стварно е Тешка невидено. побалица. Може да. И тоа знаеш како завршував со 5:00 и со она непримерно поведение. Таков kind of ученик. Бе. Упс. Како? Ако имаше четворка, шо? Па правев бунтови, не знам, правев некои работи, бев така гласна, Добро. се залагав И никогаш за ти става четворка класот. заради тоа? Не, Не. претежно не добивав четворки. Добро. Памтам дека еднаш добив тројка биологија и дека многу тоа тешко го преживеав и дека после тоа Терафина на професорката и
неколку месеци, онако ќе ме прашаше, јас си викав не знам, и зошто деме го викна татко ми на родителска, и мојот став беше дека да заслужам тројката, зашто као тврдам дека знам, а вие ми пишавте тројка, така што еве ајде да биде заслужена. И ми пиша петка и ми рече да молам да не се караме. Не, супер беше професорката, ама вајда нешто се деси, поима немам веќе. Ја многу сакав биологија, ја одев и на дополнителни и све тоа, така, ми беше еден од милите предмети. Боже, Сара. Ама да, баш ти викам, бубалица. Беше и бубалица на и факултети, бунтовник. у средно, цело време, да. Цело време исти стил терав, така. Бунтовна бубалица. Тони Костадиновски е си уште твој идол? Па да, секогаш ќе биде. Добро, тоа е кој, тато? Да. Зошто? Па зашто пред се е човек кој што ми поставил еден многу важен и еден многу силен темел, а тоа е фамилиарните вредности, дека пред се и над се секогаш ќе биде семејството, фамилијата, дека треба да сме тука еден за друг, дека треба да се држиме цврсто, секој пат еден за друг, дека колку повеќе се држиме, колку повеќе столба има куќата, толку поцврста ќе биде. Не знам зашто бил тука за мене секој пат, зашто сум сметала дека е борец кој што никогаш не се предал, без разлика на сите работи кои што ги имал како нели проблеми во животот, ми покажал нели како да не се предавам, како да продолжувам да се борам и кога ми е најтешко и кога ќе паднам да станам. Кога сум се двоумела, кога многу работи сум сакала, како сега што ме прашуваш ти, сакаш ли балерина Челова, она? Леле Коилина почнав барелина, она вика, барелина ќе ти рече. Сакав и јас на времето, сакав пеење, сакав харфа и сакав композиција. И не можев да одлучам што ќе правам, зашто сакам и да свирам, и да пеам, и да пишувам. И ми викаше, вика, ако можеш, прави го. Него може секој да ме... Така е. Зошто да се откажеш од едно? Ја му викам, па тато, зашо 33% ќе треба на трите да дадам. Вака, ако се посветам на едно, ќе сум најплодна, ќе сум 100%. Вика, добро, ама ти откажеш твоите 33%, може да се за некој се 250%. Демек, ако го сакаш, прави го. И го послушав. Се обидуваш сега со Илина и со Кирил да бидеш таа, мислам да го примерот, да го преточиш во исто. Со Илина и со Кирил... Како тато, нели? Да бидам како... Да, со Илина и со Кирил се обидувам, да, Илина и Кирил ми се... Јас општо вака сакам да правам прогрес, без разлика дали е тоа во работата, во музиката, во свирењето во оркестар како поем или во што и да е, сакам да наредниот пат да бидам подобра, нели? И исто како мајка, тоа ми е најважното нешто. Значи, како родител, ќе кажам, еве, најважно нешто ми е да бидам добар родител. Значи, да им давам добар пример на моите деца, да имам трпение, да ги слушувам, зашто тоа е секој родител претпоставувам или повеќето, ако не секој, зашто во све има исклучоци, исто така и во родителствувањето. Сака да ги насочи децата правилно, не да им помагам од типот на да бидам секогаш тука за нив за туку да ги научам како они кога ќе бидат сами да бидат силни, кога ќе паднат да станат, да можат да се борат, да со свој памет размислат и донесуваат правилни одлуки, зашто јас колку и да бидам тука за нив, ја не можам да го живеам нивниот живот. Тие си имаат свој живот кој што ќе треба да го живеат. Мојата улога како мајка според мене е да ги насочам, нели, како со мозочето да носат одлуки кога ќе имаат и потешки времења во животот. Така што тоа е најважната мисија според мене. Така. Кога си се степала, некого си бранала? Па, изгледа повеќе. Не сум се степувала повеќе пати, ама да. Еднаш били се, едно дете од основно, кој ги закачало сите. Памтиш, така? Па да, имаше ситуација, нели ти викам јас така борбена бев. Си бев, добро. Да, и сакав да носам правда и да кажувам кој е прав, кој е крив. И? Па така сум знала да бидам бунтовна. Како што ти кажам. Не, ама сум се забуткала така сум им повишила тон. Не ме пити јас кај знам да се тепам како ветрушка. Добро. Вика, добро, ова не, вака вика. 6 часа во денот ми фалат, се уште ти фалат?
Или се Сега ми поиш? фалат 12 минимум. Што правиш во еден ден? Тоа знае да биде многу различно на периоди. Добро. Заради тоа што од прилика секојдневната рутина е тоа дека ти секој ден има нешто кај што ти треба да одделиш време и да се посветиш на своите деца. И верувам дека тоа е добро и секој родител треба да го прави. Заради тоа што ако на крајот на криштата не си го видиш детето после градинка, ако не одделиш еден дел од денот за нив, едно барем да се и 2 сати, да се и 1 сат да е некогаш по денот, ама вистински да го слушаш, не со телефонот, него да го чуеш што има да ти каже како си поминала во градинка, што се случило Го или правите на тој училиште. семеен ручак? Сакате да бидете заедно? Понекогаш не е ручак во форма на баш седнуваме Така да, ручаме, ама ама јас сипувам дефинитивно сипува сакам да битите. си ги видам децата. Така. Од друга страна имаш и секој пат каква суплементација, па не дај Боже имало диареја, ова, она што треба да се дава, значи ги спремаш од сабале за во градинка, тоа е исто така секој пат носиш дете едно ти едно Димитар или како и да се договорите во зависност од обврските. А, да, и тоа сакаш да Често ти е се имаме договорено. различно обврски, да. И се уште сакаш ти да ти е договорено? Да, Со се руководник, уште така, се, јас сум све? до јануари, од прилика горе-доле, ти кажав и преска, да. Добро. Е, Со дневниве рутини. Со дневниве Си рутини, запишуваш? значи вака, значи свирам Добро. и сега од прилика има некои периоди кај што се многу турбулентни, кај што можам да земам пауза од свирењето на неколку дена, понекогаш за жал станува и до недела дена, се што е поише од недела дена е веќе многу опасно, зашто престануваш да бидеш од форма. Значи, се уште знам да свирам и по, не знам, 8 часа на ден, со тоа што сега веќе телото не ме држи за тоа да го правам, зашто на секој саат треба да се истегнуваш и да правиш, ама ако имам, да речеме, нова партитура, нова представа, сакам Мораш да ја да ја спремам намажеш. убаво, треба и да ја и слушаш, фокусот ти е, слушаш различни изведби, се штимаш секој ден. Исто така, обврските се различни во однос на може би денеска треба да одам во студио да испеам некоја песна, може би треба да имаш некој состанок за да видиш какво ќе биде сценариото што ќе се случува со спотот, може имаш некое снимање, снимањата веќе како што почнува Инстаграм да расте како платформа, се почести, тоа захтева почести состаноци, почести сценарија, пишување, Кој ги прави почести сценаријата кога сте монтажи. заедно, како тим, како семејство? Димитар Димитар е Сара? многу креативен, Добро. исто и јас учествуваме заедно. Заедно? Да. Добро. И Кој ве снима? зависи. Па имаме човек со кој што работиме, добро. кој што го прави тоа. Имаме Добро. двајца луѓе со кои што работиме. Едниот и снима и монтира, другиот човек ни монтира. Некогаш и ние тоа го правиме ако треба да е некое видео кое што се снима во домашни услови, Така. као не знам, на пример имавме спа, мини спа снимавме. да. И сега тоа поентата е да им е интересно на децава, сега нема Така. ја да ги снимам за ајде сега ќе ве снимаме за станете оп. Да. Него тоа е онакво органско снимање кое што си го правиме од телефон или го монтира Димитар, ја веќе што се вика не ни го правам тоа заради липса на време, дефицит на време. Или го праќаме на човекот што ни монтира да ни го направи тоа. Одлично. Значи ти си еден од луѓето заедно со Димитар, сте толку искрени и отворени што во едно интервју си кажала кој ти бил прв симпатија, пази со име, презиме, дека сега живее во Гевгелија, дека е протетичар, среќна уженец со 2 дечиња. Тоа е Значи- што ќе правиш искрено девојче. Тоа е рецептот, кога гледаш по себе. Не си баш кратко на сцена, така? Да. Што е подобро? Да бидеш генерално искрен или да зачуваш понекогаш и некаква бела лага за да не заразите се? Па, ако според мене веќе одлучиш да си јавна личност, мислам ти нормално дека не мора да кажеш се, нели Така. сега. Така да има прашања на кои што но ако не сакаш да ти кажеш постават, да, прашање би требало да го одговориш искрено заради Добро. тоа што навистина ти се на лагата и се кратки нозете. Така е. И не знам, јас верувам секој пат дека без разлика дали е телевизија или е Инстаграм или е YouTube, Добро. која и да е платформата, луѓето ја препознаваат енергијата. Луѓето ја препознаваат и искреноста. Ти ако си фейк, ако си некој друг, ако пробуваш да кажеш некоја друга вистина која што не е вистина, тие тоа ќе го почувствуваат како енергија, пошто Така. енергијата е таа дури и во песна, дури и во видео која што не движи на крајот на краиштата. Така што за мене тоа да пробуваш да бидеш некој друг, мислам никогаш не сум го пробала да го правам искрено.
Многу ми е поубаво кога од страна како спектатор можам да се израдувам на некој колега, колешка, да го испочитуваш, да извреднуваш неговата работа, незината неговата работа и успех исто така. И да речеш, браво, она го прави ова многу добро, она е добра во тоа не значи дека јас треба да бидам како неа. Така е. Она може би, не знам, пее, има некакви фреквенции или има не знам какви трилери, можда ја имам некакви некој друг начин на пеење, некои нешто други што е, работи, пример конкретно за пеење или за било каква изведба, знаеш. Мислам дека многу би било убаво ако онака се поддржуваме. Се поддржуваме и се почитуваме како различни цвеќиња. Не значи дека ако си цвеќе мора да бидеш ружа, роза, дека треба да бидеш црвена. Баш јас сметам дека јас можам да бидам најдобра само ако бидам Сара. Само ако бидам ова издание од мене, тука веќе можам да дадам повеќе и да го надминам мојот максимум и да го правам оној прогрес кој што ти велам дека се стребам да го имам секој пат. Супер, си уште ти е најубаво кај вас во двор? Па да, ама некогаш ми е и најнапорно, искрено. Мислам, например, кога треба да се чисти. Сега, особено со Тор, значи права муња е дечкото. Леле, па сега си го баравта. Слушай, сега идеме нов предизвик. Може и на море да ми е најубаво, ама летово сега за сега не знам, пошто уште не сме отишле. Не сте отишла, кај ќе одите? Уште имаме работа, до крај на месецов ќе биде хаос, ама август стиже дуњо моја. Добро, ме победи во ова, да видиме кој ќе победи во кој сум јас. Јас ќе ставам на очарево. Ама ја читам што си напишала тука. Не, треба тоа да го напишеш ново. Значи, ликот Македонија ми смислуваш, позната личност, не ти треба да ти на очари. После, кога јас ќе пишувам, за да не гледам. И се надевам кусава ќе ми остане. Ајде, пишувај, значи од Македонија, за да го погодам, да не биде некој што не го знам од тие од вашиот свет, тамо музички, па да... Чекај овде, ева го, не гледам. Ки играме јас и ти, кој сум јас. Добро, напишав. Сврти го на опачки за да не го дзивнам. Само чекај да проверам дали вака му беше презимето, може ли? Ајде. Абе, од Македонија не знаеш дали му е така презимето? Не бе, скоро сум сигурна 100%. Ајде, проверам. Да бе, тоа е. Тоа е? Да. Сврти го на опачки за да не го видам. Не. На опачки да го свртам, добро? На опачки, да. Ајде. Готова? Да. Добро. Стави ги тие другите цвикери. Ајде. Извинете за ова цвикери очила. Ја да ги ставам, аха. Добро. Hello. Да, тој сум. You worry about the thing. Добро. Ајде. Ајде цвикерите. Вадам? Ајде, вадам. Ајде. Шак. Ама ја гледам. Чекај. Го видов? Добро, не го видов. Само видов дека се гледам и се тргнам. Добро, ајде молам ова, исклучате го, ве молам. Фала ми та. Или сврти. Топ. Океј. Може? Значи, прашуваш ти за себе, јас ти одговарам со да и не, така поставуваме ги прашањата. Ајде. Дали сум женско? Не. Дали сум висок? Не многу. Дали сум бринет? Кафеав. Дали сум женет? Некогаш. Некогаш сум женет? Некогаш бил. Некогаш бил женет. Добро, маленко. Океј. Тоа продолжувам да прашувам. Дали имам деца? Да. Дали имам 2 деца? Од кај да знам? Едно сум сигурна. Аха. Значи бил жена. Од Македонија сум? Да бе, па рековме од Македонија. Ти што ми напиша мене се? Добро, од Македонија. Од Македонија. Добро, дали ја го знам? Да бе, знаеш. Дали знаеш дали ми е другар? Да. Ми е? Да. Роберт. Yeah, гадем. Ајде сега. Машко сум? Машко си и ти. Пејач? Не, ама сум го чула да пее, ама не си пејач. Димитар Атанасовски? Не. Црн? Да. А и пее? Не. Мани го пењето, значи не си пејач. Не е пејач, а шо е сега? Глумец? Па сега не можеме да ти кажам не. Глумеца? Не. Не.
Политичар? Јоклор сум. Ама без помош се. Значи музичар не е? Не е музичар. Актер? Не. А тоа реков, глумец ти реков, шо е брат тогаш? Водител. Да. Ненад Георгиевски, да. Нено! Hello. Кај да си гледај, не? Добра, па го погодив, брзо. Добро си, да. И сега кој победи? Двете победивме. Ама ти водиш. Ова е дојдов за да учествувам. За да... Нема врска кој ќе победи. Нема врска кој ќе победи. Она Макфест, Ке nowadays. пееш ли сега ти? Ајде, пееш, ама не пееш или ке? Ке пеам, ке перам све што треба. Претходниот пат поправав вакви штрафцијери, Ама добри поправав бевме. ме. Одлични. Ти беше добра, ја само помагав лош. Какви има, ти беше најдобро. Значи хероина ја слушаме, па после ќе гледаме реклами и така натака. Ајде. Ај сега свртете ми го телевизорчето да се гледам како пеам. Ајде сега. Мите, телевизорот. Митеј, Иначе не пее. пушти ја песната. Далинско. Ете го. И, 1, 2. Слушаме нешто. Со себе за себе хероина, да биде она за себе пред себе да се бори, со силна волја она што го сака да го прави, да биде своја, па и ако падне ке стане, ке биде посилна, посилна, посилна од сите, посилна, посилна, посилна. Посилна, а ти си мојата хероина. Ја учам мајкина да се сака најмногу на свет. Безрезервно да верува, дека може ако посака се да има со себе за себе хероина, да биде она за себе пред себе да се бори, со силна волја она што го сака да го прави, да биде своја, па и ако падне ке стане, ке биде посилна, посилна, посилна од сите, посилна, посилна, посилна. Thank you, thank you, thank you. Посилна, ти си. Идеме до крај или не? Не мора до крај, заради тоа што ќе немаме време за на крај тоа што ти го спремаме, а сега гледаме реклами. Да, се враќаме сега све, добро? Све е под контрола, готово, да. Ќе го земеш микрофонот во едната рака. Еве го микрофонот. Не, микрофонот овој, бежичниот. Треба да станеш. Аха, добро. А не ми кажа, бе? Па не ти кажав нормално. Имаме Чекај, минута сега ми и се пол. залепија нозете со столче. Да се одлепам. Океј. Добро си? Да, да. Се е под контрола. Нема Да дојам таму или тука сум? Не, тука си, тука. Тука. Да. Дали можеме? Чекај да тргнам. Ева. Што ќе бришам шминка? Не, ќе бришаме прашина. И А да дојдеш ти кај мене дома на гостување да те викнам ја? Имам една женска работа е ова. Значи мајка имав која што секогаш пред гости да дојда, вака бришеше прашина. Ова не е бришење. Околу. Разбираш, па за да не се види. Ти како бришеш прашина? Јас вака бришам прашина. Кажи. А, овде. Кај се гледам? Чекај, А, овде се гледало, чекај, тргај. Извинете, дечки, ја вака, ама морав да Значи се натрам знае, дечки, сега прво ја Чекај, кога да ја бришам ќе држам. прашина немам микрофон. Ајде. Пази да не ми го кренеш фустанчето. Значи вака бришам прашина. Ајде, све тргаш. Уствари ја не бришам прашина, ама нема врска. Не бришеш прашина? Ова е лага. Ево вака. Добро. А кој брише прашина дома, Сега да не Димитар? го покажам овакво овака А исто. тие ги бришаш? Тоа треба да се избриша без Па го избришав од озгора сега. Само
Не бе, можам и од оздола, ама дај ми ново овакво. Добро, еве ти. Ете, и пази ова. Пази, тоа е прљаво, готово, добро. Ете така, дечки, се брише прашина. Е, вака се брише прашина, дечки. Сега за ова ќе ти треба и сува крпа, онакво за стакло ќе ти треба. Кој брише дома прашина, девојче? Имам човек за тоа. Стварно? Да. Браво. Димитар, му се јавувам, доаѓам. Чекај, готово? Па ние ќе добришаме прашина, а вие гледајте Телма на telma.com.mk, све што сакате да знаете. И така се надевам се изгаснато. Убав е новиот спот на Сара Ме, слушнете го, ќе биде хит. Чао! Чао, дечки! Имаме за бришање. Ајде!